На денот на монетарното осамостојување на Република Македонија, банкарскиот сектор беше несоведен и неликвиден. Така да, паралелно со монетарното осамостојување се вршеше и процес на заздравување на банкарскиот сектор преку повеќе елементи и воведување на први супервизорски стандарди за работењето на банките и нормализирање на нивната состојба. Во тој период 75% од билансите на банките беа нефункционални и тоа беше голем предизвик. Со воведувањето на монетарните рестрикции и супервизорските стандарди, голем број од компаниите станаа неликвидни затоа што истите не можеа да ја добијат кредитната поддршка. Се сеќавам во тој период неколку директори од најголемите компании дојдоа во Народна банка за да се пожалат. Тие беа директни и рекоа: знаете, веќе во ниедна банка не можеме да добиеме од оние кредити кои што никогаш не се враќаат. Се обратија: ве молиме да преземете мерки за да го кредитираме нашето работење. Тоа го одразува јавното обидување што постоеше во јавност од една страна, а од друга страна тоа нас не охрабри, затоа што тоа беа индикатори дека мерките почнуваат да даваат резултати, дека рестриктивната монетарна политика ќе собори инфлацијата и тоа ќе бара заздравување на финансискиот сектор. Истовремено беа преземени мерки за линеарна санација и мерки за поединечна санација на најголемата банка во државата. Супервизорскиот тим беше млад, полн со ентузијазам и посветеност да ги дизајнира и имплементира соодветните стандарди на работење на банките. Тој беше предводен од Газмент Кадриев, Илија Граорковски, Драгана Вукобрат и тие имаа довербата и целокупната поддршка на врвното раководство на Народна банка, начело со гувернерот Борко Станоевски и заменик гувернерот Томе Неновски. Истовремено беше присутна техничка помош од Меѓународниот монетарен фонд, двајца врвни експерти од САД, кои помагаа во дизајнирањето и имплементирањето на супервизорските стандарди и градење на супервизорскиот тим. Се донесоа голем број супервизорски стандарди за гарантниот капитал, за изложеноста на банките, за мерење и управување со ризиците, особено за кредитниот ризик, за корпоративното управување на банките и слично. Така, патот кон градење на здрав и стабилен банкарски систем беше макотрпен и долг, меѓутоа резултатите следеа и на тој план покрај вработените на Народна банка високо признание заслужуваат и вработените, менеджментот и акционерите на банките кои што ги прифатија и доследно ги применеа супервизорските стандарди. Денес може да се гордееме дека банкарскиот систем на Република Македонија ги исполнува и најригорозните прудентни стандарди за работење од земјите на Европската унија. Меѓутоа, тоа не е статичен процес, не е процес што се гради еднаш, туку е тоа процес кој што бара перманентно градење, перманентно усовршување и на тој план соработката на Народна банка со банката представува клучна алка во одржувањето на стабилноста и здравоста на банкарскиот сектор.